Се појави како едно мало срамежливо момче со виолина во рака, во чија виртуозност можевме да уживаме во скопските кафулиња. Истото тоа момче, рамо до рамо, стоеше и до двајца виртуози, Зоран Џорлев и Милан Завков. Илија Филиповски, денес веќе изграден музичар кој одлично плива во соло, но и во група. Иако првиот инструмент на кој засвирил бил клавирот, виолината го освоила со незината грациозност. Тоа беше одамна, 19 години, наредната година љубиле 20 години кога што сум со музиката, поточно со виолината. Конкретно љубовта кон музиката уште од мали нозе ја имав и моите родители ја забележа и мислам и патија по тој правец ме запиша во Нижо, имав желба да учам клавир, пијано, но сепак на премиот испит таму комисијата одлучи дека имам некој талент, не знам, за виолина, што виолина не може некој да свири. Не сум имал некоја посебна желба да бидам како мал виолинист, него така ме насочи од таму и испадна дека не сгрешиле, да. Со лептир машна и умерена доза на трема, вака се сеќава на неговиот прв аматерски настап. 98 една година кога што учев виолина и тоа беше така во една хорска сала во нижото и средно училиште Илија Гликовски Лој. Моите родители се рекли јас сум дотеран во лептир машна. Иако во музичките води запловил преку класичната музика, напоредно во домот на Илија се слушало ова. Благодарение на мојот татко, немаше некој фестивал забавен народен да не ми ја снимам дома на ВХС и тоа све учено, све тон по тон. Кинето што се вика, уште од мали нозе сум со народната музика, членував долго време во Културно-метричкото друштво Главо Тасевски, од таму е на можеби ткаена во мене некоја љубов кон фолклорот конкретно и еве до ден денес. Мислам го негувам и кој би бидел дефинитивно би го одбрал тоа зашто сум мислам не јас и тие што свириме македонска на традиционална музика сме поразлични од другите. Иако најчесто го гледаме со виолина во рака, неговата професионална определба не е музиката. Јас сум дипломиран правник, значи треба во наредниот период да ја одбранам мојата магистарска теза на тема авторското право во Република Македонија. Веќе 4 години е член на групата Маестро, исклучително млади и талентирани момци кои ја негуваат македонската традиционална музика. Во исто темпо продолжуваат. Најново и мислам последно што сега спремаме е најновата песна на која ќе настапиме на Фолкфест Цветници. Верувај ми се вика песната, музика и аранжман на Милан Завков, текстот е на Борче Нечовски. И наскоро ќе имаме и спот на претходната песна. Има нешто што ги прави специфични како група. Последниве години се вроди некој тренд таков се на виолина по свадби. Сме ретките што имаме виолина во групата, мислам во групите из Македонија и така негуваме тој стил каде што и аранжманите ни се така прилагодени да има акцент на виолината, сме малце поразлични од другите. Покрај музиката, она што е негова пасија, страст и живот е фудбалот. Баш благодарение на мојот татко, уште од мали нозе паралелно мислам има музиката, значи до 2 ако се вежба виолина, после или поручек се иде на фудбал, значи секој ден беше исполнет со тоа и ете паралелно цел живот до сега ме водат тие две работи. Кога имам слободно време обавезно, значи 3-4 пати неделно имам термини фудбал. Од тоа што сум страстен љубител на фудбалот, ми дојде идеја и организирав еден музички клуб заедно со Трајче Толевски, еден мој музички колега, на кој што учествува преку 160 музичари на едно место се собра, 32 надпревари се одигра и беше на вистина интересно музичари на фудбалски терен. Потаму и страстен навивач на фудбалскиот клуб Лацио. Јас сум страстен навивач на Лацио од далечната, не знам, 99-2000, 16-17 години сум веќе можам да кажам страствен навивач и љубител, не знам што да кажам повеќе. Фан клуб Лацио Фанс Македонија, да ги поздравам и основачите и другарите лацијали. И те се пронајдат, да. Редовно гледаме, се организираат собири, сите надпревари на Лацио ги следиме. Бевме лани, мислам јас бев на римско дерби, мај првото мое гостување во Рим. Не остана должен да се заблагодари за она што е денес тој и она што е Маестро.
Морам да потенцирам дека голема заслуга на ова што сме денеска, како маестро и сите и како група воопшто, и јас, Илија Филиповски, има маестро Милан Завков. Илија, а и маестро, не застануваат тука. Новите музички проекти се и нови предизвици за нив, на кои веруваме, но и не се сомневаме дека ќе бидат успешни.